И после еден месец од откривање на скандалот со вевчанскиот лажен лекар кој што со спорна диплома 6 години ги лекувал вевчанци, органите на прогонот наместо да го расветлат, се уште работат на случајот. Од полиција велат дека заклучно со вчерашниот ден се комплетирани потребните докази и оти се чека одговор од уште една институција, а понатамошните насоки треба да ги даде јавното обвинителство. Во основното јавно обвинителство струга се прават неопходните проверки за утврдување на факти, со цел да се изготви кривичната пријава. Клопчето го одмота Лекарската комора на Македонија, која води регистар на издадени и продолжени лиценци кои се обновуваат за период од 7 години, за што се плаќа и редовна членарина. За таа цел тие побарале од здравствениот дом список со имиња на сите лекари со дата на раѓање и уште еден список на кој фигурираат лекарите кои имаат лиценца за работа. 33 годишникот кој 6 години си играл лекар, а бил и раководител на службата за итна медицинска помош, никаде го немал во еденција. Тој не само што немал лиценца за работа, нити имал положено стручен испит, туку воопшто немал завршено медицински факултет, а студирал на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Од деканската управа велат дека тој немал побарано уверение нити за број на положени испити, кои што вообичаено се издава во текот на студиите единствено доколку студентот аплицира за добивање стипендија, за легло во студентски дом и слично, но тоа во никој случај не е уверение со кое се аплицира за добивање работа како лекар. Последен пат бил активен на медицинскиот факултет во Штип 2014-2015 година, кога бил абсолвент, а бил запишан во 2008-2009 година. Инаку на неговиот Facebook профил лажниот лекар прикачувал фотографии од неговото работно место, потоа како прегледува дечиња во градинка, а има и фотографија според која него го има на апсолвентско табло. Извори за Алфа потврдуваат дека сомнителниот лекар во октомври 2016 кога е примен на работа во службата за итна медицинска помош приложил оригинални документи од диплома, уверение за положен стручен испит и лиценца за работа, но никој не се посомневал во веродостојноста на истите се до пред еден месец кога во здравствениот дом стигнал допис од Лекарската комора дека не постои лиценца за работа со таков број и под тоа име.